Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Данев, имавте еден навистина одличен говор. Јас би се задржала на два аспекти од вашиот говор, во делот кај што прашувате на кого му одговараше и кој ја, впрочем, втурна Македонија во ваква тешка политичка голгота. Се разбира, на ова прашање може да одговорат веќе сите граѓани на Република Македонија и во целиот регион на сите им е јасно дека оваа политичка криза ја направи СДС, меѓутоа со негови надворешни соработници, односно со одредени центри на моќ. Дека тоа е така, вклучително тука ќе го ставиме и премиерот на Република Албанија, господинот Еди Рама. Дека тоа е така, го кажува и председателот на партијата Црвено-црна алијанса од Албанија, Крешник Спахил, кој што вели, еве ќе цитирам, за да не шпекулирам. Тој вели вака: албанскиот премиер и Тирана изигра многу погрешно, изиграа погрешно затоа што ситуацијата во Македонија е многу чувствителна, многу кршлива, многу нестабилна и во одреден момент албанскиот премиер станува едностран дел за начинот на кој треба да се формира влада, држејќи тотално страна на линијата на Сорос. Затоа што се знае дека Заев е финансиран на директен начин. Се знае дури и дека прислушкуваните телефонски разговори беа финансирани од Сорос и сигурно дека му се даде причина на председателот Иванов да не го даде мандатот и да ја обвини Тирана за мешање во внатрешните работи и дестабилизација на Македонија. Ова, значи, почитуван колега Драган Данев, е извор од Албанија, значи ова не е моја изјава, кажавчива е, и ова директно потврдува дека има одредени центри на моќ кои што работат на разнебитување на нашата држава. Јас мислам дека крајно време ние, македонците, албанците, турците, власите, србите, сите заедно во Република Македонија и сите политички партии, време е да се освестиме и време е да седнеме и да поразговараме за тешката политичка криза и да најдеме решение, затоа што оваа држава е наша и само наша и ние треба да одлучуваме за нејзината еднина. Благодарам.